Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани министри, заменици на министрите. Имам три пратенички прашања кои што се однесуваат на Министерството за култура, прашање до Владата на Република Македонија и прашање до Министерството за транспорт и врски. Моето прво прашање го упатувам до Министерството за култура, тука е заменик министерот за култура. Археолошкиот локалитет Виничко кале е еден од најзначајните археолошки локалитети во Република Македонија. Како капитален проект на Владата на Република Македонија се истражуваше интензивно во периодот од 2008 до 2011 година. По завршувањето на истражувањата, неопходно е да се пристапи кон заштита, тоест конзервација на истражените објекти, што представуваат културно наследство од особено значење и во моментот се наоѓаат во многу незавидна состојба. Во изминатите години општина Виница успешно реализираше проект финансиран во рамките на ИПА програмата за меѓугранична соработка и комплетно инфраструктурно го уреди локалитетот. За да може да се продолжи со успешна туристичка презентација и промоција, неопходно е да се пристапи кон процесот на конзервација и по можност реставрација на објектите што го дозволуваат тоа. Моето прашање гласи: кога ќе започне и со која динамика ќе се реализира конзервацијата на археолошкиот локалитет Виничко кале? Второто прашање го упатувам до Владата на Република Македонија. На 18 октомври во Виница е поставен камен темелник на технолошко-индустријско развојна зона. Ова технолошко-индустријско развојна зона се протега на површина од 21 хектар, составена од 10 парцели, се наоѓа на само 2 километри од Виница, на 5 километри од Зрновци и на 10 километри од Кочани. Според проектот, планирани се изградба на внатрешна улична мрежа, довод на вода, на струја и на газ, посебна мрежа за улично осветление, канализацијска инфраструктура за прифаќање на атмосферските и отпадните води. Со оглед на тоа дека овие зони се исклучителна можност за привлекување на инвестиции, отворање на работни места и обезбедување на рамномерен локален економски развој, прашањето кое што најчесто го поставуваат граѓаните на општините Виница, Кочани и Зрновци, воедно и моето второ прашање е: кога комплетно ќе се реализира изградбата на технолошко-индустријско развојната зона во Виница? Ова прашање би сакала да добијам одговор во писмена форма. И третото прашање се однесува на Министерството за транспорт и врски. Во текот на 2014 година, со средства од Светска банка преку Министерството за транспорт и врски, во општина Виница е реализиран проект за реконструкција на водоводната мрежа, некаде во висина од околу 15 милиони динари. Исти ваков проект за реконструкција на водоводната мрежа во тек и во село Блатец. Моето прашање е дали за следната 2015 година има предвидено средства преку овие проекти кои што се однесуваат на општина Виница и доколку има, за кои проекти се наменети? Ви благодарам. Благодарам и јас. Првото прашање е упатено до Министерство за култура, одговор се добиете од заменик министер. Повелете. Благодарам, почитуван председателе, благодарам на почитувана пратеничка за поставеното прашање. Министерство за култура на Република Македонија, поточно Управа за заштита на културно наследство, во буџетот за 2015 година обезбеди 48 милиона денара за конзервација и санација на трите калиња, значи Виничко, Тетовско и Скопско кале. Во тек Министерство за култура обезбеди парите за проектна документација, Национален конзерваторски центар ја изготвува проектната документација во рамките на штом ќе биде изготвен проект за санација на Виничкото кале, Национален конзерваторски центар као стручна установа во рамките на Министерство култура ќе почне со санација, реконструкција на Виничкото кале. Се надевам дека во 2015 година најзагрозените делови на Виничкото кале ќе бидат санирани, што значи дека проектот тука не завршува, значи продолжуваме со проектот 2016-2017 година. Благодарам.
Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор господица Манацкова Магдалена. Повелете. Му благодарам на заменик министерот за култура за одговорот. Немам дополнително прашање, задоволна сум од одговорот.